Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Добив многу пораки. Во ишикувања бевте за вклучување во живо пред некој ден, но сакав да му остава малку на времето. Сакавме да оставиме и простор за да видиме каде сме, што сме и до каде сме. Да почекаме малку за да имаме повеќе кои што ќе се вклучиме во живо. Затоа што сакам да ви пренесам една порака која што е многу битна и порака која што содействува со сите вас. На здравје на кафето, на сите оние кои што сте го пиеле. Денот нека биде среќен, нека биде исполнет со љубов, со мир и хармонија. Секако не треба да изостанува и нашата иницијатива за сеmakедонско обединување. Ова моје вклучување во живо е да ви упатам една порака лично од мене, таа порака е следнава. Значи, ве замолувам да не дебатираме во стилот на некој што прави, во стилот на она што прави, туку да гледаме ние самите што ќе направиме. Значи вака, сите оние кои што се негативни премакочани и сите оние кои што пишуваат во стилот дека таму има неарен народ, да ги подсетам и дека и Владо Павлов е откочани и нема да ви дозволува со таков начин да настапувате и сите ќе ве блокира поради тоа што секој треба да си погледне пред себе, секој да си погледне дома, надвор од домашната атмосфера и во својот град. А она дека во Кочани немало арен народ, тоа ви го препуштувам на сите вас, вие тоа да го резонирате и на сите вас вие тоа самите да го реплицирате. Затоа и е ваква состојбата како што е. За нешто што се случило, за некој што на чушка се качил и пеел и донирал пари на плех музика, за некој што седел со Ратко Сорос и вахабиста, за нешто што претходно се случило. Веруете ми дека сето тоа што се случило во Кочани можело да се случи во било кој друг град. Зарем јас, како кочанец, треба да велам таму живее 100% неарен народ? Можело да се случи и во Битола, можело да се случи и во Прилеп, можело да се случи и во Скопје. Ако погледнеме како целиот систем е корумптиран. Така да задржете си ги овие ваши негативни осцилации, бидејќи она вреѓање
и она што покажувате дека имало неарен народ, дека сите ние сме неарни, дека требало да бойкотираме во Кочани, а замислете, Владо Павлов тоа го каже уште првиот ден. И сега тие на нас ни кажуваат, ние кои што во првиот круг бойкотиравме, истите тие сега на нас ни кажуваат дека требало да бойкотираме. Ја не знам колку е ова гнасно. И поради тоа да велат дека во Кочани живеел неарен народ. И затоа ве молам, вие македонците, без разлика на политичка определеност, немојте да ширите негативна енергија. Борете се за се македонско обединување. И тоа правете го од дното на душата. Како тоа што јас секогаш умеам да ви го пренесам и да ви го кажам. А верувајте ми, тоа што се случило во Кочани, може во секој град да се случи. Зарем треба да кажеме дека таму живее неарен народ, а секаде во секој град во Македонија е Кочани. Кажете ми, во кој град не шмркат младите и старите? Кажете ми, во кој град нема малолетна деликвенција? Кажете ми, во кој град малолетниците седат дома после 12 часот или биле во град и се вратиле со испиена една фанта или кока-кола? Ајде кажете ми вие, кои што нас во Кочани не правете луди, неарни, недоквакани. Кажете ми во вашите градови како е. Ете, тоа што го пишуваа лица од Прилеп, лица од Скопје. Ајде Прилепчани, кажете ми дали во Прилеп нема кокаин? Дали нема малолетна деликвенција? Дали има закон за малолетници? Дали нема джанкалоши? Дали нема рекет? Еве ги прашувам Прилепчани, бидејќи неколку мина од Прилеп се дрзнале да кажат дека ние сме неарни во Кочани. И ние сме биле сите за во Бардовци. Ајде, еве. Дали има некој од Прилеп? Слободно кажете ми. Дали во Прилеп е чисто? Нема кокаин, нема марихуана, нема пиење, нема малолетна деликвенција, нема проституција, нема ништо, се е чисто. Кажете ми, дали нема корупција? А пред некој ден видовме што се прави во Прилепската болница. Кажете ми, од кој пари? Ајде, да бидеме искрени, да зборуваме пред Бог со вистината. Нулта кокаин има во Прилеп. Нулта марихуана има во Прилеп. Нулта има малолетна деликвенција. Нулта криминал има. Зарем не знаете? После пожарот во Пулс се појави едно видео во Прилепската болница, каде што немаше ни ПП апарати, ни хидранти, ни ништо. Истата она болница, од каде се случува ова што не пред некој ден се случи. И после некој ден се јавија лица од болницата да го демантират сето ова. Во болница, каде што заменење на едно документче зимале тендери по 60.000 евра. И вие се дрзнавте
да кажете за Кочани. Се согласувам дека и Кочани не е чист град. Ама немојте вие да го обвинувате само Кочани, а секој град во Македонија е Кочани. На секој чекор ви шмркаат децата. И тоа е главниот стимул на животот. Тоа е главниот звер. Затоа, ајде сите заедно да погледнеме од дома, па низ соседите и во нашите градови, а потоа да зборуваме за други. Што, како, вака, онак. А за она, кој се качил на чушка, кој донирал на плех музика пари, кој сака да добие фотелја со помош на нашите сограѓани од ромска или албанска популарност, то си е негово право. Јас то не го прифаќам. Ама не значи дека треба поради него цел град да правам дека е неарен. И сега вие велите дека треба да бойкотираме. А јас тоа од првиот ден го направив со браќата македонци, кои што се секогаш до Владо Павлов и кои што веќе имаме направено се македонско обединување и каде што имаме лица од сите политички партии. А тоа го докажавме како пилот програма со Кичево. И ќе го докажеме во вториот круг. Дека македонецот може да победи и да биде граѓанин од први ред во нашето големо се македонско обединување. Па колку сакаат, нека се обединуваат нашите сограѓани од албанска или друга националност. И затоа немојте да врегете. Секоја конфликтна логика, секое врегење, секое маловажување не е поврзано со Бог. Не е тоа Божја логика. А секој ден вие се молите пред Бог, каде што ве гледаме во Јован Бигорски, каде што ве гледаме низ сите цркви во Македонија. И вие кои се молите пред Бог, бигорчани, велите дека неарен народ имало во Кочани. Наместо да помогнете, вие велите дека неарен народ имало. А секој ден одете на литургии. Не знам што ви прават таму. Не знам, навистина не знам. Слушам дека имало неарен народ поради тоа што не бойкотирале. А кога некој бойкотираше со сите вас, тие истите ги немаше никаде. И истите тие денес ни кажуваат што требало да се направи. А зошто? Затоа што падна една политичка партија во Кочани. Затоа што таа политичка партија не сакаше да бойкотира. Ама кога изгуби, сега требало да бойкотира. Не е кочанчани. Сега треба да се обедините и да бидете граѓани од прв ред. И вие да му дишете на врат на идниот градоначалник. Со ваша помош, без да очекувате од ромската популација. Само така можеме да бидеме граѓани од први ред и да се спротивставиме на корупцијата која што не е само во Кочани, туку во секој град во Македонија. Ајде кажете ми, по трет пат ве прашувам денес, чисто е секаде? Никој не шмрка. Никој не павка. Нема пиење. Во ниеден град нема секс, дрога и алкохол.
и тоа малолетничка. Ајде кажете ми сите, како родители, а знаете дека јас една деценија имам парола мајки бдејте на своите деца. Затоа ве блокирам. Затоа што не сакам да пишувам, а најмногу па и да пијам кафе со некој што има конфликт на логика. Затоа што логиката на делба, логиката на уништување, логиката на војна е логика на темнината. А сите вие кои што сте со таа логика, немате потреба да бидете другар со мене. Продолжите понатак. Јас се потргувам настрана. И нека ви е на здравје на кафето, ама подалеко од Владо Павлов. И секогаш, кој ќе зборувате за другите, појдете прво од себе. И немојте да вреѓате. Затоа што сите сте кочени. Цела Македонија има секта. Ке ми кажете дека нема секта во Македонија? Дека нема крал? Јавно обвинителство? Дека јавно обвинителство не е кралство? Дека судот не е кралство? Дека во МВР нема секта? Дека нотарите се најчестни и најпоштени со извршителите? Или тоа е само во Кочани? Во друг град нема. Само во Кочани е така. Така да, ова е мојот одговор зашто блокирам лица кои што се со конфликт на логика и ги упатувам истите тие доколку е возможно прво да погледнат кон себе, кон тие околу себе, кон нивниот град, а потоа да зборуваат за други. А дали е Арен кочен или не, ќе го докаже тоа во вториот круг. И ќе биде првиот град што ќе се бори против корупцијата, која што е создадена и која што пилот програма било во Кочани. И затоа Кочани е изберен. Затоа што пилот програмата на корупцијата е започната од Кочани, кој што е бил бастионот секогаш на Бранко Црвенковски. Не можем да кажам и јас за нив дека се неарни. Тие така се одлучиле да живеат во тој свет и така ги живеат. И ние треба да ги прифатиме и лошите работи со љубов. Ама да најдеме начин како да се спротивставиме. Е затоа Владо Павлов ве блокира. Бидејќи ме убедувате дека само во Кочани се шмрка бело, дека само во Кочани има проституција, дека само во Кочани јадни куки направени на Пониква, дека само во Кочани албанската популација се земало. Не, секаде е така, македонци, во секој град. И затоа треба ова генерација на македонци да се обедине. Да направи едно големо се македонско обединување. За да не чекаат овие кои што сакаат фотелја од албанската популација, од ромската и од било која друга популација. Само така ќе бидеме граѓани од прв ред. Затоа што разединувањето и конфликтната логика не е логика наша. Таа е логика на темнината. А ние како деца на светлината, како деца на сонцето, не можеме да се бориме за разединување. Ајде сите да го направиме тоа, сите заедно, секој
на свој собствен идеал и душа. Да направи се македонско обединување во секој град. Само така ќе бидеме граѓани од прв ред. И немојте да барате вина на никого. Немојте да барате вина на албанската популација, на ромската и на било која друга. Вината барајте си ја во вас. Затоа што сте дозволиле некој, како Бранко Црвенковски, да направи парола разедини па владај. Ајде, дајте му корпа на Бранко Црвенковски. И обединете се за Македонија, за вашите деца, за вашите внуци и за вашите идни поколенија. И бидете граѓани од прв ред, за да направите нулта корупција во Македонија. Само така ќе дишете во врат на вашите градоначалници утре. Каде што вие секогаш можете да ги ставите да бидат, само вие можете да ги донесете да бидат градоначалници. Ама вие утре можете и да ги трнете од градоначалници. Со една мала петиција од неколку гласови пропаѓаат сите избори. Пропаѓа и тај што изберен за градоначалник. Затоа треба реформа на се во Македонија. Рестарт. А рестарт нема без се македонско обединување. Во моето следно видео ќе отворам тематика за хипербарничките комори и за тоа зашто сум среќен што повредените од Пулс не биле во истите нив, не само поради тоа што немат лиценца, туку и поради нешто друго. И сум посреќен родителите, иако не го прифаќаат Владо Павлов со нашите дела кои што повеќе цела Македонија го прифати, во Битола, Скопје, Охрид. Така да едно големо благодарам за сите кои што сте за оваа иницијатива и ќе дадам моје објаснување зашто мислам дека е подобро што не ги посетувале хипербарничките комори кои што ги донирале во Кочанската болница и за мене е подобро да бидат на Пониква и на Кочанските водопади, на Брана Градче, ако не сакаат да направам и нешто во Кочани кој што било од порано и да го поклонам на сите повредени деца во Пулс, затоа што навистина не е само она што има проблем, нели, од она што се случило како пожар, затоа навистина и се отвараат многу работи кои што ги објавив на 17 и 18 март, дека повеќето од деца со цело облека се починати, не им се запалени лиштата, саатите, ланчињата ги носат нивните родители и дека биле свесни кога се качувале во автомобилот, во такси, во брза помош, ама поголемиот број починува во здравствен дом Кочани и не можам со сигурност да тврдам дека здравствен дом во Кочани е направил нешто што не можел да ги врати во живот, а и не знам која друга установа ваква здравствена во Македонија ќе ги врате во живот, ако знаете дека дечињата биле затровени од цијанов водород. Очекувате ново вклучување во живо, извинете ми што не сакам конфликт на логика и бегам од неа и навистина сакам да се водиме со Божја логика, а ако ми докажете дека во Скопје, Прилеп, Битола, Штип, Струмица нема кокаин, нема малолетна деликвенција, нема малолетна проституција, нема пијанчење, нема марихуана, нема корупција на извршители, суди, нотари, адвокати, тогаш јас навистина ќе ви верувам и тогаш јас навистина ќе ве почитувам и ќе ви кажам дека сте во право, во Кочани има неарен народ. Али ако ми докажете дека во другите градови во Македонија нема такво нешто како што имало во Кочани. И верувајте ми, секој град може да биде Кочани
и пред Пулс и денес. Да жива Македонија, за се македонско обединување, браќи и сестри од Кичево, како пилот програма, да дадеме од себе, да дадеме за Македонија, за се македонско обединување. Тоа го правете без надокнада, правете го од ното на душата кој колку има и ширете идејата за Кичево, за Китино Кале, за Македонија, за македонецот граѓанин да биде од прв ред. Верувам дека Македонија ќе славе, затоа што македонците сме дојдени до зидот и нема понатака каде да одиме. Сакале не, мораме да се обединиме. Стојане брате, пренеси ја пораката, сподели го видеото за Кичево, не чекајте тоа да биде следната недела, туку секој ден дебатирајте, разговарајте, кажувајте на сите македонци без разлика на политичка определеност дека треба Кичево да биде македонски град, а и цела Македонија да биде македонска. Да живее Македонија!